Добар ден, почитувани. Војната во Украина, предизвикана од неиспровоцираната руска инвазија врз нејзиниот сосед, освен што донесе растечко страхување од прелевање на конфликтот, почна да го менува секојдневието на граѓаните, главно поради повисоките цени на храната и горивата. Кризата предизвикана од војната во Украина сериозно се одразува врз животот на македонските граѓани, но и влијае врз капацитетите на компаниите, велат експертите. Затоа тие препорачуваат дека е неопходно да се најдат начини за поголемо потпирање врз сопствените ресурси и капацитети, особено во земјоделието. Ако граѓаните минатиот месец за литро зејтин плаќаа 115 денари и цената веќе беше покачена, сега тој е поскап за 20 денари и повеќе. Ова е само еден од примерите за ценовните скокови како резултат на војната во Украина, кои удрија по џебот на граѓаните. Минатиот месец споредбено со април лани, според последните податоци на Државниот завод за статистика, трошоците за живот се за 10,5% повисоки, додека цените на мало за истиот период се повисоки за 11,1%. Граѓаните велат дека цените се многу покачени. Инфлацијата е голема, најверојатно 20-30%. Така да ако отидете во продавница со 500 денари, сега треба да отидете со 800 денари да купите основните потреби. Ама се зголемени, лебел само беше 25, па 30, сега е 40. Пред тоа подробост живот беше, сега се е скапо. Тоа е. Нормално дека потешка, но кој како си го трества, така ќе си поминува сега. Тој ќе има повише, не осеќа толку, али повише сме со помали средства. Нема на што да се штеди на исхрана, немаш да штедиш на облека и на шетањето, друго нема што. Од плата до плата не стига ништо. Па водиме рачун. Тоа што е најосновното го купуваш, тоа што не ти е стои. Во април најголем скок на цената има токму зејтинот и тоа за 20%, а потоа зеленчукот за речиси 13%. Од нова година струјата поскапе за 10%, а парното во Скопје за 14%. Народна банка за годинава предвидува инфлација од 8,8%. Штом се намалува економската активност, односно очекуваме забавување на економската активност и нагорни притисоци кај инфлацијата, тоа во основа значи помал расположлив доход на населението, односно неповолни ефекти врз животниот стандард. Последици трпи и бизнисот, а голем број на компании се затвораат, вели претседателот на Бизнис конфедерацијата Миле Бошков. И пост-ковид кризата, меѓутоа и кризата предизвикана од војната во Украина, навистина сериозно се одразуваат, влијаат на капацитетите на компаниите, влијаат на потрошувачкото размислување на граѓаните, кои фактички ги движат компаниите поради купување на нивни производи и услуги. И сметам дека ни треба освестување, односно добро размислување на кој начин понатаму ние ќе се потпреме на нашите ресурси и на нашите капацитети кои ги имаме, а ги имаме во земјоделието, водните ресурси, локалното производство на храна и пијалоци и така натаму. Владата соопшти дека со ребалансот на буџетот се обезбедени дополнителни 76 милиони евра за мерки за заштита на стандардот на граѓаните и поддршка на стопанството. А повеќето од граѓаните на Бугарија сметаат дека војната во Украина сериозно ќе влијае не само врз нивниот семеен приход, туку и врз нивното секојдневие на подолг рок. Во исто време, додека некои не ги поддржуваат санкциите врз Русија, другите се децидни дека руската инвазија мора да доведе и до раскинување на традиционалните врски на Бугарија со Русија. Николај Белев гледа дека неговите приходи се намалуваат поради зголемените цени на нафтата и гасот, предизвик што тој не е подготвен да го замени за санкции против Русија, за кои смета дека се несоодветни. 47-годишниот градежен работник живее со сопругата во стамбена зграда во Софија со централно грејење и се потпира врз неговите вештини за да се справи со семејниот буџет. Разходи може би съвсем грубо се увеличиха буквално за няколко месеца с 30%. Буквално. Като имам предвид и самите ресурси, смисъл суровини и материали, които примерно се закупуват за изработка, за ремонт на прозорци и дограма. Така че реално също става една
немислима ситуация, защото фактически аз не мога респективно да дигнат с толкова и цените към краен клиент, защото става невъзможно, става стресиращо за него. И аз няма да имам работа. Така че просто се надявам всичко да отмине по-бързо. Тој стравува дека долгата војна во Украина сериозно ќе влијае врз неговиот семеен приход, бидејќи финансиската несигурност ги тера луѓето да ги променат претходните планови за големи поправки на нивните домови. Неговата загриженост ја одразува последната оценка на Меѓународниот монетарен фонд дека војната во Украина веројатно ќе го погоди економскиот раст на Бугарија и ќе зголеми инфлацијата. Сепак традиционалните врски на Бугарија со Русија, засновани врз заедничката религија и културното наследство, се погодени, бидејќи многумина се ужаснати од крвопролевањето предизвикано од руската агресија врз Украина. За Веселина Маринова нема такво нешто да се избира меѓу цената на бензинот и да се поддржува убивање цивили. Аз съм напълно убедена, че единственият правилен път за страната ни е да подкрепяме санкциите и то в най-строгите санкции срещу Русия, защото вярвам, че рано или късно Путин и неговия кръг ще бъдат принудени да спрат тази братоубийствена и първобитна агресия, която наблюдаваме в момента. Маринова, која има долго професионално досие како уредник во различни печатени медиуми, живее со сопругот и незината 83 годишна мајка во семена куќа во предградието на Софија. Моето семейство няма доходи, които да позволяват съвсем спокойно да посрещнем инфлацията, породена от войната на Русия в Украина в момента. Видно е, че ни чака тежка криза и тя тепърва ще се прояви. Само че аз вярвам, че е дошъл момента да изтърпим известен период на тази тежка криза и в името на това да се отърсим от сантиментите и неприятната зависимост, която от десетилетия, не ами повече от век имаме от Русия. Маринова смета дека со влезот во НАТО и во Европската Унија пред повеќе од една деценија, Бугарија го направила вистинскиот избор, но по руската инвазија владата треба да смени својата колеблива позиција и да обезбеди воена помош за Украина. Толку во издание на темата на неделата. Вашите мислења и коментари можете да ги спраќате на Facebook, Twitter и YouTube на македонската редакција на Радио Слободна Европа. Довидување, почитувани.